Денеска во јавното комунално предпријатие Газиве од 2007 година сме со цел да ја поделиме заштитната униформа и брендирана на јавното комунално предпријатие да заштити при работа на вработените, кои што за само за 6 месеци успеавме да ги дуплираме бројот на вработените, кои што сега изнесува преку 70. Истовремено ја дуплира и својата работа во делот на обемот и гранките на работењето на јавното предпријатие, освен одржувањето на јавната хигиена во надвор од урбанистичкиот план на град Скопје и во урбаните средини. Јавното предпријатие денеска стопанисува и со 2 водоводи, дополнително ќе работи со водовод во Раштак и во Булачани во еден дел кај што не се поставени водоводните водомери и шакти. Истовремено најавуваме дека јавното предпријатие ќе се занимава со останатиот дел на гранки во надлежност на својата дејност, а тоа е одржувањето на сите спортски терени кои што се во надлежност на општина Газиваба, како и нивно стопанисување, со цел истите да бидат во функција ставени и функционални во текот на целата година. Јавното предпријатие ќе биде една од препознатливите, би рекол, брендови на општината, каде што за краток временски период успеавме комплетно да ја механизираме самата фирма. Значи, покрај косилките, рачниот алат, успеавме да обезбеди багер, во набавка сме на дополнителен дел на машини и опрема. И најавуваме дека во текот на ова година, во делот на инфраструктурата, ќе се занимава со делот и на канализационите системи и на водоводните системи кои што се надвор во руралните населени места, а ќе бидат од капитално значење за самата општина и за управување на јавното комунално предпријатие. Кој дел од општината се смета дека е најнечист? Општината Газиваба е голема, по 92 квадратни километра. Нажалост, во руралните средини секој пат има најголем број на отпад и лоцирани преку 10 диви депони кои што во моментот претходно ги речистуваме и се уште актуелни и се за чистење. И сепак останува дека во овој простор највеќе обврска ќе има јавното предпријатие во одржувањето на јавната хигиена, додека во градското урбано јадро хигиената е подобра, не е задоволнителна, затоа што тука стопанисува јавното комунално предпријатие на градот Скопје и е еден огромен дел нивна надлежност, така да нашата надлежност се гледаме во делот на населените 15 населени места кои што се надвор од урбанистичкиот план на градот Скопје.